Државниот јавен обвинител Љупчо Коцевски обвинителскиот тим на средба со родителите на жртвите од пожарот во качанската дискотека Пулс. Обвинителството врши распит и вештачење од кои најголем дел од прелиминарните резултати се најавуваат за следните неколку дена. Во истрагата се ангажирани максимални капацитети од сите истражни органи, како и десетици стручни лица од различни области. Одговарајќи на сите поставени прашања и дилеми на блиските на починатите, обвинителите ги уверија дека истрагата е сеопфатна и се земаат предвид сите аспекти на евентуална одговорност за трагичниот настан. На семејствата им беше најавена и динамиката на предстојни распити на оштетените, како следна фаза од истражниот процес. Апелираат во насока на прибирање на сите докази кои можат да помогнат во истрагата за целосно испитување на настанот, преку отворениот повик кој е објавен официјалната веб страна на јавното обвинителство. Сите кои што имаат лични сведоштва за несреќата, информации и докази во однос на работата на клубот Пулс и поврзаните фирми, како и сознание во врска со работата на надлежните институции. Додека обвинителството презема активности, штипска апелација заврши 8 предмети по жалба на решенија за притвор. Од нив 7 жалби се одбиени како неосновани, а една е уважена и мерката притвор е замената со мерка куќен притвор и определени мерки на претпазливост. Една од одбиените жалби е жалбата на екс-министерот за економија Крешник Бектеши. Апелациониот суд во Штип, во интерес на јавноста и медиумите, информира дека во судот се оформени и завршени следните предмети по жалба на решенијата за притвор во врска со пожарот во дискотеката Пулс Кочани. И тоа, жалбата на КБ е одбиена како неоснована, а првостепеното решение на Основен суд Кочани, со кое е продолжена определената мерка притвор, е потврдено. Според адвокатот на Крешник Бектеши, Еленко Миланов, нема еднаквост на лицата во оваа постапка. Решението како решение, за да го прочитам, не сум го видел, но во секој случај, очигледно е дека судот е премногу преплашен да одлучи надвор од барање и од мислење на обвинителството, затоа што нема причина да господинот Крешник Бектеши и дел од другите обвинети кои што се во притвор остануваат во притвор кога веќе имаме состојба дека голем број на лица се во куќен притвор или со мерки за претпазливост, така што не ја гледам еднаквоста на граѓаните во оваа постапка. Претходно, мерката куќен притвор е замената со мерки на претпазливост за поранишните директори на Државниот пазарен инспекторат, Горан Трајковски и Анета Симеска-Димовска, како и поранишните градоначалници на Кочани, Љупчо Папазов, Радко Димитриевски и Николчо Илиев. Над 50 лица се осомничени за пожарот во дискотеката, а меѓу нив и полициски службеници. Истрага која ја води обвинителството за гонење организиран криминал и корупција.